Само знам некогаш и негде ќе те сретнам пак. Покрај мене ќе блесне осветлука во мрак. Македонија денеска се збогува со музичката легенда Владо Јаневски, кој со своите песни остави белези во срцата на многу генерации. Последен поздрав од семејството, пријателите, колегите и фановите на човекот чија музика ќе остане за секогаш во македонската колективна меморија. Ако не те сакам, Evergreen, дома си е дома, и тогаш некоја будала, некогаш и негде. Се дел од хитовите кои со децении беа дел од животите на многу генерации. Ги следеа луѓето низ љубов и разделби, низ најсреќните моменти, но и тивки животни битки. Токму затоа често пати се велеше дека Владо Јаневски преку своите стихови создава поезија во која речиси секој може да се препознае. Фановите и колегите, оние кои го сакаа и го почитуваа неговото дело, синоќа се собраа пред платото на арената Борис Трајковски, каде му оддадоа последна почит на Јаневски. Илјадници луѓе со солзи, свејки и пејки ги најголемите хитови испратија порака дека Владо Јаневски никогаш нема да биде заборавен. Владо вечно ќе живее, нели, во неговите песни и во спомените што сите Владо е дел од секојдневието, мислам дека на сите нас во Македонија, затоа што со неговите песни, нели, се заљубуваме, раскинуваме. Го слушав, го сакав, го почитував и во секоја негова песна наоѓав по некоја реченица од мојот живот. Не пропуштив концерт да го гледам, така да многу сум потресена. Од Владо Јаневски преку социјалните мрежи се простија и неговите колеги и пријатели. Македонската пејачка Калиопи напиша: "Многу нешта споделивме во овој живот и во следниот повторно ќе се најдеме, некогаш и негде." Каролина сподели: "Збогум со мојата најомилена песна од тебе и никогаш нема да заборавам." Со емотивна објава се огласи скопската урбана легенда Зоран Блажевски, Зоки Малиот, кого Јаневски го овековечи во стиховите на Evergreen. "Јас сум Зоки Малиот од Џубокс, кој те чека од некаде да се појавиш." Во своето последно гостување во емисијата Трилинг на телевизија 24, Јаневски зборуваше за својата животна филозофија. Живење денес за утре во секојдневните кулуари и муабети има нека лоша конотација, чувствувам, као од денес за утре, а што за иднината? Иднината е направена од ова денеска. Ако денешниот ден ја успеам да си ги подредам мислите и кармата и својот внатрешен свет како што треба, тоа е најдобра гаранција. Владо Јаневски почина на 65 годишна возраст по кратко боледување. Погребот се одржа денеска на гробиштата во Бутел, каде последна почит му оддадоа колегите, пријателите и фановите. Јаневски ќе остане запаметен како првиот официјален представник на Македонија на изборот за песна на Евровизија во 1998 година. Зад себе остави 6 студиски албуми, со кои изгради препознатлив музички стил и стекна генерација обожаватели во Македонија и регионот.